Ѓорче Петров е една од најстарите скопски општини, но оваа општина во последно време се соочува со многу проблеми. На овие теми разговараме со кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначалник Александар Стојковски. Господин Стојковски, да почнеме со тоа што ве натера да се кандидирате за градоначалник. Најпрво да се заблагодарам за поканата на ова интервју. Имам повеќе мотиви за тоа зашто сакам да бидам кандидат за градоначалник, односно зашто се кандидирам за позицијата градоначалник на општина Ѓорче Петров. Пред се затоа што сакам да допринесам Ѓорче Петров да го добие вистинскиот сеј. Ѓорче Петров заслужува и може да биде модерна и урбана општина. За жал, во изминатиот период од она што можам да го видам на терен, се работи за комплетно запоставување на целосната инфраструктура од аспект на она што е од интерес на граѓаните, зборам почнувајќи од парковите, зеленилото, па се до запуштување на основните инфраструктурни зафати. Ѓорче Петров има голем простор за развој, има голем број на површини кои што може да се искористат за спорт и рекреација, има голем дел на површини кои што може да се искористат за развој, за изградба на нови стопански субјекти и да представуваат една целосна функционална средина. Во овој момент тоа Ѓорче Петров не е. Не е затоа што до сега имавме една целосно незаинтересирана локална власт. Така, рековте дека вашите општински комитети детектирали 1300 проблеми во општината. Кои се најприоритетни кои треба да се решат? Така, значи ние сме долго време веќе на терен, како партиска структура, имаме детектирано повеќе од 1300 така проблеми кои што во моментов ги разгледуваме и сме повторно на терен. Лично јас одам да се видам со граѓаните, правам и надпартиски поседи, се среќавам со различни заинтересирани групи на граѓани во процес во кој што ние треба да ги одвоиме приоритетите од овие сите идеи. Бидејќи нормално не може да ветиме ние се да биде жеботека, сакаме да направиме вистински избор на приоритетни проекти. Граѓаните највеќе реагираат на основните потреби. Односно, јас сум навистина изненаден, но во голема запоставеност се сите јавни површини во Ѓорче. Реагираат најмногу на нивото на хигиена, реагираат на моментот дека не се собира доволно често сметот, дека се трубаат големи количини на ѓубре, како во урбаниот, така и во руралниот дел, каде се формираат многу диви депонии. Понатаму реагираат на запуштувањето на зелените површини. Запуштувањето на зелените површини и урнисувањето на сите постоечки детски игралишта. А за жал, во изминатиот период не е направено ниту едно ново детско игралиште. Така, како стоите на планот на, канализација, урбанизам, како стоите на тие полиња? Во тој дел, во делот на канализација и водовод, најголем дел проблемот се ова во руралниот дел на општината. Зборам во делот на Волково, Стопански двор, Киса Јабука и селото Ново село. Ние ќе излеземе со конкретно решение и сакаме Ѓорче Петров во текот на наредниот мандат да го оставиме без ниту една улица со кал. Сакаме да ги завршиме со асфалтирање сите заостанати улици и да допреме до секој еден со онам каде што има можност на теренот да се изведе, да завршиме целосно проектот со канализација во сите населени места и онаму каде што треба да се направи ревитализација или да се направи нов инфраструктурен зафат во било кој дел, дали во водоводот или во канализацијата. Така, граѓаните реагираат на дивата депонија во Ново село, дали ќе се реагира на тоа? Значи граѓаните не само што реагираат на дивата депонија во Ново село, видите, таа не го фаќа само Ново село. Дивата депонија е еколошка катастрофа за градот Скопје, бидејќи го фаќа целото течение на реката Лепенец. За тој дел планираме повеќе активности и тој дел планираме масовно да се развива во наредниот период. Да биде едно навистина атрактивно место како за домување, така и за развој на приватниот сектор. Но сепак треба да изнайдеме адекватно решение за депонијата, бидејќи проблемот е многу сериозен. Тука сме во преговори со меѓународни организации кои што имаат многу поголемо искуство во решавањето и санирањето на овој дел и во програмата ќе понудиме конкретно решение за ова. Така, во последно време и селото Кучково станува хит дестинација за луѓе кои прават викендици. Ново село се соочува со недостиг за вода за пиење. Како ќе се реши тој проблем? Селото Кучково веќе подолго време е атрактивно, посебно сега да речам со короната, во моментите кога луѓето сакаат, кога беа затворени, кога им требаше дестинација која што ќе може да посетат, станува се поактуелна.
Од она што го имаме како информација на терен, таму граѓаните прави многу протести. Имаше блокади на патот, бидејќи буквално се оставени без вода месеци наназад. Тоа не е проблем кој што е сега моментално. Проблемот од она што го имаме како податок настанал затоа што општината била незаинтересирана да го одржува постоечкиот објект, односно пумпните станици, и за жал е доверена ситуацијата во таква состојба како што е. За тој да конечно решение би бил носење на нова линија водоводна линија од Рашче. Тоа е многу скап инвестициски зафат и претпоставувам дека може да се оди со изнаоѓање на други алтернативни решенија со копање на нови бурени, односно со бушење на нови бушотини. Меѓутоа сепак за тоа крајниот збор треба да го дадат професионалците и да кажат каде може да се буши и дали воопшто може да се буши, ако не ќе се иде на другата варијанта. Така, сериозен проблем за секоја општина, па и за Ѓорче Петров е тој урбан хаос и урбаната мафија. Има ли интерес за градење, значи, нови згради во Ѓорче Петров и како функционира спрегата и соработката помеѓу општинските власти и инвеститорите, значи ќе се гради ли плански во Ѓорче Петров? Во Ѓорче Петров има интерес да градат инвеститорите, барем по што го гледаме на терен. Меѓутоа, таа градба е сконцентрирана во еден дел. Најголем проблем е градбата во населбата Хром. Таму добиваме најмногу реакција од локалното население, бидејќи веќе на вистина бројот на жители е многу предимензиониран во однос на тоа што го имаме како постоечка инфраструктура. Сега скоро имавме селба во Хром, беа потенцирани истите проблеми што во континуитет се јавуваат, меѓутоа додавме и имавме понуди на решенија за прв пат на селбите и за тоа сме им благодарни многу на граѓаните и потенцираат точно точките каде што може да се интервира во насока на регулирање на сообраќајот и во насока на изведба на нова атмосферска водел и во нова канализациона мрежа. Верувам дека ќе изнајдеме решение кој ќе биде во интерес на двете страни. Бидејќи Хром, во градбите во Хром, од она што можам да го видам, не е запазено ниту она што е минимална површина на зелениво, ниту има веќе доволен број на паркинг места. И таму во иднина не очекува голем проблем доколку не успееме да најдеме соодветно решение. Не би сакале да застанеме на патот, например, на оние кои што сакаат да градат, но нас приоритетни е интересот на граѓаните. Така, кога зборуваме за Хром, едно време се зборуваше дека ќе се градат 100 згради во Хром, па луѓето реагираа на тој подготвителен детален урбанистички план или како да се нарече. Така. Во Хром се изгради голем пресад, не можам да кажам точно, да ги кажам на број, меѓутоа навистина е тоа малку загрижувачки во моментот. Пред се затоа што може и во дел не се запазени основните насоки за тоа како треба да изгледа на урбано живење. Така, ќе се внимава ли во иднина при носењето на деталните урбанистички планови, каде и што ќе се гради во општина Ѓорче Петров? Апсолутно дека ќе се внимава и ќе гледаме, приоритет ќе дадеме на тоа да има адекватна застапаност на бројот на паркинг места и на зеленивото. Така, за да не се доведеме во иднина во ситуација на колапс на сообраќајот. Така, станува ли сообраќајот и паркирањето и голем проблем и во Ѓорче Петров, како што и во другите скопски општини? Секако дека станува, бидејќи имаме концентрирано развивање на урбаните делови. Значи, тоа го зборувам во еден дополнително, најголемиот проблем во Ѓорче Петров е комуникацијата на, условно кажано, руралниот. Ние немаме скоро рурален дел во Ѓорче, сите се тоа модерни веќе населби со постоечка инфраструктура, но така е дефинирано, бидејќи има само една конекција. На улицата Лука Геров, тоа е еден надвозник над пругата, и таму целосно решение се постигнало само со пробивање на булеварот Илинден, со изградба на мост преку реката Вада и поврзување на тој дел со излезот на заобиколница во селото Волково. Значи во тој дел, ако го реализираме тоа како проект, ние ќе добиеме целосен простор за една нова зона која што може да се развива и со тоа дополнително ќе се растерети. Така, господин Стојковски, за не полмесец почнува изборната кампања. Како ќе ја реализирате кампањата? Што ќе ви биде најприоритетна се насочите кон вашите гласачи? Па јас веќе почнав со неформални средби со граѓаните. Сакам што е можно да соберам повеќе идеи, ова што го зборевме, за да имаме доволно време да поминеме конкретни решенија. Она на што ќе се насочам од самиот старт е токму ова што и досега го зборувавме. Да ние веќе ќе ги имаме детектирано црните точки во Ѓорче Петров и ќе се фокусираме
во тој дел. И се фокусираме во изградба на нови зелени површини, во ревитализација на постоечките, детските игралишта. Во план сме разгледуваме опции и локации каде би можеле да се изградат барем уште 2 детски градинки, бидејќи тоа не е сериозен проблем околу бројот и листата на чекање на дечиња во градинките. Тоа е во еден дел. И дополнително планско планирање со цел развој, бидејќи ако немаме ние правилен развој на општината, ќе нема општината каде да црпи средства за да ги покриваме реално сите други проекти. Паралелно со тоа што го имаме како општински капитал, општински буџет, интензивно разговараме и со меѓународни организации кои што се спремни да финансираат во Ѓорче Петров. Еве јас јавно ги повикувам и сите заинтересирани од бизнис секторот што се да дадат предлози во наредниот период, кои што би биле во интерес на бизнис заедницата. Веќе имаме неколку такви предлози, но сепак сакам конечно во Ѓорче Петров да имаме и развиено стопанство, кое што ќе опфати и поголем број на вработени, ќе донесе поголем приход за самата општина. Така, во принцип, граѓаните и гласачите не сакаат ветување на нереални проекти, него тоа што ќе се вети да се оствари. Дали ќе се држите до тоа? Апсолутно. Затоа и овој процес го поменувам во неколку фази. Први го црпиме искуството од граѓаните на терен. Дополнително во позадина работи тим на искусни професионалци од областа на урбанизмот, градежништвото, урбаното планирање. Имаме вклучено организации кои се во делот на екологијата, за да ги одредиме приоритетите. Не може да витиме нешто што е нереално. Погледнете вие последната програма на граначалникот, 98% нереализација. Така, тоа ми беше следното прашање. Не би сакал да вие така, како ја оценувате досегашната работа на градоначалникот на Моски? Па, ако може да стане збор за работа, јас лично како граѓанин на Ѓорче Петров. Така, како најобичен граѓанин. Сум задоволен, мене најмногу ми пречи тоа што Ѓорче Петров е целосно запоставен. И мене ми пречи во делот со хигиената, бидејќи јас сум родител и имам мали деца, често шетам со нив. Можам тоа да го видам, и тоа не е во ред. Запоставени се сите игралишта. Зборам од аспект на она што го изградивме како инфраструктура во спортски игралишта, мултифункционални игралишта, буквално се руинирани. Имаме дел тениски терени кои што повеќе не се одржуваат, се да речам во почетна фаза. Основното училиште Мирчацев. Да, во основното училиште Мирчацев. Дополнително она што беше наследено како инфраструктура од претходно, зборам од јавен карактер, она што е видливо за граѓаните, впечаток е дека не се одржува. Бројот на дупки и оштетени коловози, и тоа може да го видат самите граѓани секој ден. Значи, јас од аспект на граѓанин секогаш ми пречи она што им другото им пречи. На другите луѓе, јас функционирам во таа средина. Живеам со тие луѓе. Работам во тој дел, така да тие се истите работи практично се засегаат сите како население. Така, што мислите, кој ќе биде ваш против кандидат од СДСМ? Како и да е, ние ќе одиме на победа во работа и сигурен сум дека ќе победиме, ќе извојуваме победа на овие избори. На кој да е, вие ветувате дека ќе одите на победа во Ѓорче? Јас сум сигурен дека ќе победиме. Така. Господин Стојковски, ви посакувам многу среќа во изборната кампања и во приватниот и во професионалниот живот. Ви благодарам многу на вас.